Господин Ангеловски, што прави Министерството за внатрешни работи по однос на пријавата од доктор Никола Пановски за негова злоупотреба на идентитетот во промоција на суплементот Паразол? Во врска со овој случај, како и со сите други слични случаи, значи се прима пријава од оштетениот и потоа се прави соодветно известување до надлежното обвинителство. Потоа во координација со обвинителството се преземаат мерки за расчистување на случајот. Она што сакам да го кажам дека во овој случај се соработува и со Државниот пазарен инспекторат, исто така со Државниот здравствен инспекторат, сите оние институции, Малмет, кои што евентуално би можеле да имаат поврзаност во вакви случаи и се разбира по соодветно расчистување на случајот се поднесува соодветна пријава против сторителите. Во која фаза сте сега во МВР за оваа пријава? Значи, добиена е пријавата и преземени се мерки, известено е обвинителството и во координација со ОЈО понатаму се преземаат мерките. За кое е кривично дело? Значи, прво се собираат сите информации и откако ќе се собере целата таа информација, сите тие потребни информации, нели ќе имаме соодветна класификација за делото. Општо, дали Министерството за внатрешни работи и во кој обем добива пријави за лажно рекламирање на производи кои што ги немаат оние спецификации кои што се наведува во рекламите дека ги имаат? Нема чести случаи, но дека имаме пријави, имаме за вакви случаи и се разбира, нели, соодветно се постапува. Ја користам оваа прилика и да апелирам и до граѓаните, значи да внимаваат што купуваат, особено кога тоа го прават преку интернет. Секогаш да купуваме од проверени фирми и секогаш, нели, особено кога станува збор за лекови, сето тоа да биде во консултација со лекар, во препорака со лекар, затоа што за жал на онлайн просторот има измамници кои што се обидуваат, нели, да проднат производи кои што за жал немаат таков ефект како што нели се рекламираат, а дури можат да бидат и штетни по здравјето. Токму за тоа да внимаваме што купуваме и од каде купуваме и се разбира доколку станува збор за лекови, секогаш да биде тоа во консултација со доктор. Доколку не станува збор за лекови, како во конкретниот случај, кога станува збор за обичен чај од 5 обични тревки, кои што можат да се најдат во секој поголем супермаркет или на пазар, чија е одговорноста да се оневозможи таквиот чај да биде представуван како лек и да бидат мамени купувачите да го плаќаат по енормна цена, мислејќи дека е лек? Чија е одговорноста во државата тоа да се спречи? Јас можам да зборувам само во име на Министерството за внатрешни работи и она што можам да кажам е дека кога ние ќе добиеме пријава, постапуваме соодветно за расчистување на случајот. Инаку се разбира има институции кои што нели се надлежни секој од својата нели област, така што она што јас можам да кажам е можам да зборувам само за нашиот дел.